Вести на Канал 8. Добро вечер. Од 1600 социјално загрозените лица кои добијат државна работа, 43 се откочани. На почетокот ќе работат во јавното предпријатие Македонски шуми, а по спроведената обука ќе бидат распределени во државните институции согласно нивните квалификации. 43 лица од социјално загрозени категории на граѓани откочани добија работа во администрацијата. На ниво на Македонија одбрани се 1600. Нивниот избор од преку 20.000 пријавени кандидати беше јавен и транспарентен преку компјутерски софтвер кој ги изфрлаше имињата на средните добитници. Предност беше даден на лицата кои спаѓаат во посебни категории: невработени подолго од 10 години, лица без ниту еден вработен во семејството, лица од многудетни семејства или самохрани родители. Во самите групи се избираа кандидати со ниско, средно и високо образование. Најголем дел од избраните, 976, се ниско квалификувани, а само 152 имаат завршено факултет. Целта на проектот на владата е да се вработат најсиромашните и оние кои најтешко можат да дојдат до работа. Лицата кои не беа компјутерски избрани може да поднесат жалба до второстепената комисија, а можат да поведат и управен спор. Токму поради тоа што не се знае колкав ќе биде овој број, не може со сигурност да се каже кога селектираните кандидати ќе почнат со работа. Сепак ќе бидат вработени најдоцна до крајот на ноември. На почетокот лицата ќе работат во јавното предпријатие Македонски шуми, а по спроведената обука ќе бидат распределени во државните институции согласно нивните квалификации. На новиот кружен тек постојано се кршат сообраќајните прописи. Голем дел од возачите не ги знаат правилата. За сега нема казни, но толеранцијата ќе трае додека не се заврши изградбата на крстосницата. Доколку се стационирате овде на неколку минути и го наблюдувате текот на сообраќајот, ќе забележите дека безмалку во секој трети случај се забележува прекршување на правото на правенство на минување на кружниот тек. Најголемите грешки се прават бидејќи по навика се применува правилото на десна страна или пак возачите низ кружниот тек се движат како по приоритетен пат и директно влегуваат без да ги пропуштат возилата кои веќе се наоѓаат во него. Возилата кои што навлегуваат во раскрстицата со кружен тек на сообраќајот мораат да ги пропуштат возилата кои што веќе се движат и кружат во раскрстицата, односно возилата кои што се веќе во раскрстицата, значи има првенство на минување во однос на возилата кои што се вклучуваат во раскрстицата. Од друга страна, треба да внимаваат дека на улицата која што има две сообраќајни ленти, значи левата сообраќајна лента, значи возилата треба да се вклучат на левата страна во внатрешната страна, додека возилата по десната сообраќајна лента треба да се вклучат по десната сообраќајна лента, освен ако имаат намера веднаш на наредниот излез да ја напуштат раскрстницата. Додека возачите се навикнат на правилата на кружен тек, полицијата нема намера да санкционира, но тоа ќе го прави откако тој ќе биде доизграден и целосно функционален. Од страна на полициските служби ќе се оди прво со превентивен период, значи период на прилагодување, на тој начин што од страна на полициските службеници истите претходно ќе бидат предупредувани и ќе им се укаже дека веќе е поставена сообраќајна сигнализација, истата мора да се почитува и ќе им се објаснат правилата на движење во раскрстница со кружен тек на сообраќајот согласно со законските прописи. А законските прописи предвидуваат парична казна од 300 евра, а во краен случај од земање на возачката дозвола. Со почеток на градбата на крстосницата беше поставена сообраќајна сигнализација, предупредување дека се наидува на кружен тек и улица со правенство на минување. Она на што можат да размислат надлежните е да подготват кампања која ќе вклучи видеоспотови или пак делење флаери на самата крстосница. Хроничен проблем кој што го попречува сообраќајот на кружниот тек и укажува на немање на сообраќајна култура е паркирањето на возилата на непрописно место. Министерството за земјоделство ќе продолжи со субвенционирање на производството на ориси во наредната година, без разлика што се планира проширувањето на површините засејани со турски сорти. Информациите дека субвенции ќе нема за оние што ќе сејат од новите сорти се само шпекулации, без никаква основа, потврдуваат од Министерството. Субвенциите за оризот ќе продолжат, без разлика дали земјоделците ќе сејат од досегашните или пак од новите турски сорти.
Од Министерството за земјоделство ги демантираат гласините дека се размислувало за известни промени во поддршката на оризопроизводителите. Проширувањето на површините во Кочанско, што до година се најавува дека ќе се засеат со турски сорти ориз, немало да влијае на веќе утврдената политика за субвенционирање што ја има донесено ресорното министерство. Ова го потврди и министерот Димовски при неговата неодамнешна посета на Кочани. Значи, тоа е политика дефинирана на Министерството, односно на владата на Република Македонија во соработка со индивидуалните земјоделски производители. Внимавајте, ниту една мерка која што има Министерството дефинирано, креирано и предложено до владата не е донесена доколку немаме согласност од самите земјоделци. Ние сме партнери. Она што креираме во земјоделството, тоа го работиме заедно со земјоделците. Значи, како да кажам, исклучена е можноста да се укинат субвенциите, баш напротив. Димовски рече дека не знае од каде стигнале информации од сите што ќе засеат турски сорти ориз, нема да ги следува субвенционирање од државата. Според него, политиката на Министерството е поддршката да се исплатува за килограм произведена арпа, без разлика од која сорта е. Информациите што ги засегнаа земјоделците од Кочанско пред известно време беа дека во владата се размислувало за двоен аршин во поддршката на оризопроизводството. Причина за тоа наводно било што новите сорти имале поразличен квалитет на зрното, како и гаранциите дека производството ќе се откупува за турскиот пазар по доста поповолни цени од досегашните. Викендов на Пониква се одржа првата манифестација под мотото Осогово и лично и различно, како обид да се промовираат туристичките потенцијали на планината. Организатори беа повеќе здруженија на граѓани од општините Кочани и Пробиштип со поддршка од Македонското еколошко друштво од Скопје. Со извор на македонска песна и оро стартуваше заедничкото дружење на неколку стотини посетители од регионот, кои во неделата напладне дојдоа на Пониква за да бидат дел од манифестацијата Осогово и лично и различно. Таа годинава се организираше за прв пат, а основната идеја беше да се промовираат туристичките потенцијали не само на рекреативниот центар, туку и на планината воопшто. Манифестацијата трае 3 дена, период во кој се промовираат различни локалитети на македонската и бугарската страна од Осоговијата. Во организацијата на заедничкото дружење се вклучија планинарското друштво Осогово, велосипедските клубови Електрика и Зелени патеки, Сдруженијето Slow Food Осогово, Земјоделското здружение Машински круг и Сдруженијето Пчелари Пчела, а целата организација ја координираше Македонското еколошко друштво од Скопје. Нашата цел беше таква. Се надеваме дека ќе биде убаво прифатена, луѓето се задоволни, се гледа дека се расположени. Се надевам дека во изминатите 2 дена ние ќе имаме шанси со новинарите кои што се околу 10 на број, заедно со од бугарската и македонската страна, ќе прошетаме низ другите делови на Осоговските планини, со цел да ги покажеме природните и културните вредности во регионот. Во кругот на сместувачкиот капацитет Осоговски бисер, преку штандови на кои се нудеа ракотворби и производи од Осоговијата, традиционална храна, како и соодветен промотивен материјал, се представија само дел од можностите што ги нуди нашата планина. Дел од учесниците на манифестацијата дојдоа пеш со почетна точка од кај браната Градче, а велосипедистите од двата клуба од Кочани и Пробиштип патеката до Пониква ја минаа во двата правци. Организаторите на манифестацијата рекоа дека се задоволни од одзивот и заинтересираноста на посетителите, заради што најавија и планираат таа да стане традиционална. При тоа очекуваат да добие поширока медиумска поддршка, да се информираат што повеќе луѓе не само од регионот, туку и пошироко, за да ја посетат и да уживаат во убавините на Осогово. Со еколошки активности и Кочани се вклучи во втората национална кампања Македонија без отпад 2013. Акцијата за расчистување се одржа во саботата, а во неја, освен нашата, се приклучија сите поголеми општини во државата. Годинава општина Кочани со акција за расчистување на околината на фабриката за вода им се придружи на уште 50 на поголеми општини во Македонија, во кои се реализираше кампањата Македонија без отпад 2013. Оваа локација беше избрана како една од најзагадените во околината на градот, каде наместо дозволеното исфрлање на земја и градежен шут, граѓаните често ја користат како дива депонија за друг комунален отпад.
Еко-акцијата се реализираше во соработка со Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, а во неја се вклучија вработени во општинската администрација и од комуналното предпријатие Водовод. Посебна подршка пристигна и од предпријатието Екопак Хит од Кочани. Поголеми количини отпад беа собрани и однесени на градската депонија, иако само за еден ден тешко може да се исчисти целата околина на фабриката за вода. Без разлика на се, организаторите рекоа дека целта на кампањата е да се поттикне граѓанскиот активизам и да се развијат свеста и навиките кај сите граѓани за правилно управување со отпадот. Главниот акцент беше ставен на собирањето и правилното одложување на отпадот на одредени локации. Со акцијата, Општина Кочани се вклучи во глобалната акција, што официјално е поддржана од Европскиот парламент, а годинава се одвива во 107 земји. Мозаик од отпаден материјал што носи еколошка порака за чување на животната средина направија учениците од Основното училиште Малина Попиванова во саботата на одбележување на акцијата Македонија без отпад. Основното училиште Малина Попиванова со низа активности се вклучи во националната акција Македонија без отпад 2013, која се спроведува на иницијатива на Асоциацијата за животна средина Ајде Македонија со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање. Цела недела училиштето имаше активности, работилници, едукативни предавања со цел едукација на учениците за справување со отпадот и подигање на свеста за зачувување на животната средина. Нашите ученици изработуваат мозаик од отпаден материјал и мозаикот ни носи еколошка порака дека и отпадот има иднина, дека не секој отпад значи ѓубре, дека истиот треба правилно да се складира, селектира и дека истиот може да се рециклира. Тоа е еден од начините со кои ќе допринесеме да имаме почиста и здрава животна средина, односно ќе ја сочуваме планетата, затоа што друга резервна планета немаме и како што некои рекле, ја наследивме од нашите предци, а ја позајмивме од идните генерации. Ние собиравме стари тапи, па потоа ги рециклиравме, правевме од нив неколку фигури. Отпадот може да се рециклира, треба и да се селектира. Ние треба да чуваме нашата околина, затоа што тоа е многу значајно за нашето здравје. Ние од пластиката направивме училиште, пеперутка, цвет. Во акцијата се вклучени сите ученици од училиштето и наставниците. Посебен придонес дадоа членовите од екоодборот кои работат во склоп на реализирање на програмата имплементација на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, која во училиштето се спроведува втора година поред. Садови за селектирање на отпадот додели друштвото Екопак Хит на детската градинка Павлина Велјанова по повод одбележување на детската недела. Започна и едукативната програма за селектирање на отпадот, која годинава се одбележува под мотото «Селектирај паметно, биди модерен». Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување Екопак Хит од Кочани додели по 4 садови за селектирање на отпадот во сите 4 клона во Кочанската градинка. Донирањето е дел од одбележување на неделата на детето. Тоа беше наградата која тие всушност ја добија за модната ревија која беше организирана во мај месец. Требаше да добијат само во еден клон, согласно правилата на наградната игра, меѓутоа ние одлучивме дека во име на детската недела и за подобра едукација на децата дека е потребно да поделиме канти или садови за разделно собирање за селектирање на отпадот во сите 4 клона. Вредноста е некаде околу 25.000 денари. И сметаме дека тоа ќе биде доволно како еден од првите чекори покрај другите кои ги спроведуваме за едукација на децата за селекција на отпадот. Започна едукативната програма за селекција на отпадот која се одржува во сите градови со кои Екопак Хит од Кочани има подпишан договор. Кампањата е под мотото «Селектирај паметно, биди модерен». Освен тоа, Екопак Хит во соработка со КЈП Водовод на символичен начин им помага на граѓаните да започнат со селекција на отпадот, за да се покаже и научи што значи загадувањето на животната средина. Друштвото, освен на селектирање, работи и на рециклирање на отпадот. Правата на децата треба да се почитуваат во текот на целата година, е пораката која ја пренесува неделата на детето во која се вклучи и детската градинка Павлина Велјанова.
Преку игри и песни, децата од детската градинка Павлина Велјанова се вклучија во одбележување на Светската недела на детето. Во рамките на овој настан се одржаа активности во клон 1 и 3, каде за уметничко-програмскиот дел се погрижија воспитувачките и децата од средните и големите групи. Покрај редовните активности кои ги реализираме во текот на целата година, ние од денеска започнуваме со одбележување на неделата на детето. Овие активности ќе бидат проследени во сите групи, значи одбележувањето ќе тече според возраста. Во втора мала ќе работат колаж, во средна група ќе изработуваат креации со пластелин, додека кај нас ние имаме работилница, оживување на овошјето и на зеленчукот. Децата се посебно задоволни бидејќи ние ова активност најпрво одбележавме со игрички, подвижни игри игравме, имавме стихови за детството, тие го знаат значењето на неделата на детето. Јас се заработам вид дјаволката и го оживувам овошјето. Јас се оживувам јаболката. Јас работам со краставица и со зелен и со патличан. Јас го оживувам зеленчук. Во клон 3 се играа игри од областа на физичко воспитување. Децата беа активни и разиграно ја одбележаа неделата. Со активностите за одбележување на неделата на детето, вработените во градинките покажуваат дека посилни се кога се заедно, па и радоста тогаш е уште поголема. Неделата на детето е значајна манифестација за сите деца, затоа што тоа се денови кога се споменуваат правата на децата, кои треба да се почитуваат во текот на целата година. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови младите во сите возрасти добро да се подготват за предизвиците и промените со кои ќе се судрат во утрешнината, беше кажано на манифестацијата. Истата продолжува наредните денови. Во вторник активности ќе имаат децата од клон 2, кои ќе бидат од областа на математиката, а во среда своите вештини во ликовната уметност ќе ги покажат децата во клон 4. Продолжуваме со спортот. Кочанските екипи викендов со максимален учинок во фудбалските првенства. Одиграно 8-то коло во третата лига Исток и 4-то коло во женската фудбалска лига. За само 20 минути иднинас ги освои новите 3 бода. Крајно девалвирачки и под секое потребно ниво за надпревар, ланскиот шампион Билјанин Извори допатува со 7 фудбалерки во Оризари и со одна предпредаден меч. На теренот немаше никаква представа на игрување и неизвестност. Топката постојано беше во посет на домашните, кои за тој краток период постигнаа 5 погодоци, а не реализираа уште 3 до 400% шанси. Да биде иронијата поголема, се повреди голманката, пошто охријанки останаа со 6 играчи, што е под минималниот праг и спротивно на правилата на фудбалската игра. По тој момент главниот судија го прекина фудбалскиот надпревар. Но наместо да владее задоволство, на домашните не им отиде во прилог прекинувањето на надпреварот, затоа што како што стојат работите по 4 кола во трката за титулата ќе биде пресудна гол разликата меѓу водечките екипи. ЖВК Кочани ја оправда фаворитската улога и со 4:0 славеше на гостувањето во Куманово против Речица. Милевска реализираше 2 пати, а Салих и Спировска постигнаа по 1 гол. Од останатите надпревари од колото, Ас Юнајтед Тиверија и Статов 2:5, Конзули победа Куманово 7:1, Борец победа Прилеп 3:1 и Единство Топ Гол 6:4. На табелата водат иднина се Кочани Борец од по 12 бода. По трите порази Осогово конечно ја прекина лошата низа. Во рамки на 8-то коло на Никола Мантов ја солада Брегалница голак со 2:0. Двата погодока беа постигнати во второто полувреме. Симовски реализираше во 70-та, а Ѓоргиев во 89-та минута. А Слога 1934-та од Виница го претрапе првиот пораз сезонава. Загуби на гостувањето во Штип против Баби со 2:0. Останати резултати од колото: Чешиново Каменица Саса 7:2. Работник Напредок Здравје Радово 1:0, Карбинција Стиво 3:2, Беласица Тракања 3:0 и Рудар Плачковица 1:2. На табелата води Беласица со максимални 24 бода, пред Слога 1934 со 21,
Баби се трети со 19, напредок Здравје Радово и Брегалница Голак на 4-та и 5-та позиција, Осогово е 6 со 12 бода, но и надпревар помалку. Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!